Утре во Скопје ќе се одржи протестниот марш за ангелите, организиран од семејствата на загинатите во пожарот во клубот Пулс во Кочани. Маршот ќе започне пред обвинителството во 12 часот и 5 минути, како символика за задоцнетата реакција на институциите, ќе продолжи кон плоштадот Македонија и ќе заврши пред собранието. Семејствата на загинатите бараат одговори за насилната смрт на нивните деца и ги повикуваат сите граѓани да се приклучат на маршот и да ја поддржат нивната борба за правда. На 28 април, по повод Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, во Скопје се одржа настан организиран од Сојузот на синдикати на Македонија. Настанот имаше за цел да ја подигне свеста за важноста на безбедноста на работното место и да поттикне подобрување на условите за работа. Присутните ја истакнаа потребата од посилна регулатива и подобра имплементација на мерките за заштита на работниците. Сојузот на синдикати на Македонија апелираше до институциите и работодавачите да вложат повеќе во безбедносни стандарди, со цел да се намали бројот на несреќи и повреди на работното место. Во рамки на настанот беа поделени едукативни материјали за заштита при работа, а беа презентирани и примери за добри практики во компаниите кои успешно ги спроведуваат мерките за безбедност и здравје на работниците. Вработените во Радиотелевизија Србија, обединети под иницијативата Наш протест, поднесоа петиција до Српскиот парламент со барање за започнување на нова постапка за избор на членови на Советот на регулаторното тело за електронски медиуми. Петицијата е потпишана од над 23.000 граѓани кои бараат транспарентен и правичен избор на нови членови на ова регулаторно тело. Протестите пред зградата на РТС во Белград траат веќе 2 недели, предводени од студенти и граѓани кои го поддржуваат барањето за промени. Блокадата ќе продолжи се додека не се објави нов јавен повик за избор на членови на Советот на регулаторното тело за електронски медиуми. Бирото за социјални истражувања предложи 8 мерки за подобрување на процесот на избор, меѓу кои се воведување јасни критериуми за стручност и транспарентност на номинациите. Собраниската комисија за култура и информирање закажа седница за 28 април на која ќе се разгледа иницијативата. Американскиот председател Доналд Трамп го повика рускиот председател Владимир Путин да престане со нападите и да потпише мировен договор со Украина. Повикот доаѓа по неговата средба со украинскиот председател Володимир Зеленски во Ватикан, каде што разговараа за можни решенија за ставање крај на војната. Трамп изрази разочараност од продолжените руски напади врз Украина и истакна дека е време за прекин на огнот и потпишување на договор. Иако тој верува дека Зеленски е подготвен за компромис, украинските власти засега не потврдија таква можност. И покрај дипломатските напори, преговорите остануваат во застој, додека руските сили продолжуваат со нападите. САД најавија дека би можеле да ја преиспитаат својата улога на посредник доколку не се постигне напредок. Сикстинската капела во Ватикан е затворена за јавноста, започнувајќи ги подготовките за конклавата, тајното собрание на кардиналите што ќе изберат нов папа по смртта на папата Франциско. Конклавата се очекува да започне помеѓу 5 и 10 мај, по завршувањето на 9-дневната жалост. Кардиналите ќе гласаат во Сикстинската капела во услови на строга тајност, а како дел од подготовките е поставен и традиционалниот оџак преку кој ќе се испушта црн или бел чад, како символ за исходот од гласањето. Погребот на папата Франциско го следеа стотици илјади верници и светски лидери. Во меѓувреме, Ватикан започнува и со процесот на проценка на кандидатите за нов папа, кои ќе бидат оценувани според нивната стручност, духовност и лидерски способности. Овој процес обично трае неколку дена, додека кардиналите не постигнат консензус и не го изберат новиот лидер на католичката црква.